Почитувани представници на медиумите, најпрво благодарност за вашето присуство. Почитувани мои сограѓани, денеска на мое огромно задоволство со лидерот на мојата политичка партија, господинот професор Христијан Мицкоски, заедно со советниците, заедно со пратениците од собранието и останатите присутни наши сограѓани, правиме увид на градежните активности овде на улица Вера Јоцич, улица која што практично 30 години наназад беше, како и останатиот дел од патната инфраструктура во Кисела Вода, оставен на милост и немилост. Граѓаните овде се соочуваа со големи потешкоти во однос на движењето по коловозот од една страна, од друга страна имаше проблем со непрописно паркираните возила на целиот потек. Станува збор за реконструкција од наша страна изминатиот период, која што треба да финишира во наредните 10 дена, опфаќа некаде околу 720 метра должина на улицата, дополнително реконструкција на тротоарите постоечки, возможување, како што може да забележите од десната страна, на џебови за паркирање за некаде околу 70 возила, што значи дека освен реконструкција, освен нови тротоари што ќе добијат моите сограѓани тука, ќе добијат и можност за паркирање, така да целосно комплетно средување на овој потек. Исто така останатите краци ги опфаќаме со реконструкцијата што е предвидена во овој дел и паркинзите кои што се од останатите згради тука се во околината. Освен на оваа улица, изминатиот период, односно минатата недела, започнавме и со целосна реконструкција на улицата Емил Зола, која што е на 150 метра негде оддалеченост од местото каде што се наоѓаме сега. Пред неколку месеци завршивме со Дичо Петров и останати краци реконструкција овде во урбаниот дел. Работиме паралелно и на реконструкција и санација на улици во Припор, во Драчево и во останатите населени места во Кисела Вода, што значи многу е важно дека Кисела Вода рамномерно се развива и практично немаме заборавено населено место. Финишираме со канализацијата фекална во Градинар, еден горлив исто проблем, после 30 на години го решаваме за нашите сограѓани. На 4 позиции работиме водоводна мрежа во моментов на територија на општина Кисела Вода. Работиме на 4 рекреативни центри, од кои што двата се парковска содржина, а останатите два се целосно рекреативни центри со останати содржини од најмладите до највозрастните категории да имаат простор за движење. Во наредниот период започнуваме и со нова канализациона мрежа во Пинтија, исто едно горливо прашање 30 годишно на нашите сограѓани. Во последна фаза на подготовка сме и со документацијата за таму и распишување на тендерска постапка која што ќе биде во наредниот период и за тоа ќе ве поикаме како медиуми, но и со нашиот најголем проект кој што ќе опфати над 9,5 километри фекална и водоводна мрежа, тоа е решавањето на проблемот со водоснабдување и фекална канализација во населбата Стаклара и Каменик. Продолжуваме со доста брза и силна динамика, како и досега. Имаме многу проекти кои што во моментов ги работиме, дел од нив ги споменав, дел секако немаме време и простор да ги споменеме. Ви благодарам за поддршката вам како медиуми, што секогаш не пратите за секој настан, и најавувам за моите сограѓани дека сето она што сме се обврзале во програмата 4 годишна да го реализираме, многу поскоро од тие 4 години ќе биде реализирано и завршено. Ви благодарам.